Добро дојдовте на Илинден купот. Како ви се допаѓа прво целокупната организација и кога ќе погледнеме кои се екипи се присутни овдека? Наше е второ учество на Илинден куп. Прошлата година мислам дека прва организација на Илинден куп од браќата Гроздановски. Добра организација, видовме дека се работи за сериозен турнир каде што учествуваат доста екипи од земјата и странство и мислиме дека турнирот е померка за нашата екипа и затоа земе учество и ова година. Колку се овие младински турнири важни за младите фудбалери и од спортски план, меѓутоа и за да воспоставуваат нови контакти, нови другарства? Важни се за развојот на децата, пошто ние во нашиот регион кај што играме детската лига за овие генерации што ги тука на овој турнир, немаме противници по мерка за нашиот клуб и гледаме што повеќе да учествуваме на вакви турнири каде што можеме да одмериме и да видиме на кој ниво ни се екипите во моментот со противници од од Србија, од Белгија или од Бугарија, од околината. Неизоставен дел практично овие турнири, освен децата, се и тренерите и родителите. Голем дел од тренерите се млади тренери кои што допрва ќе градат и тренерски кариери. Ваша една порака и до вашите колеги тренери, меѓутоа и до родителите кои што ги следат децата на овие турнири. Прво за родителите да ги остат децата во овие возрасти, да го засакат фудбалот, да уживаат во фудбалот и кои со упорна работа, макотрпна работа на самите дечиња дека може да станат врвни фудбалери, професионалци, а за порака до децата само да работат, да тренираат и само со работа и труд ќе можат да постигнат тоа што му е целта да станат врвни фудбалери. А за тренерите мислам дека имаме доста млади тренери во школите во Македонија и мислам дека тоа е добро да се едуцираат, да посетуваат што повеќе семинари, да се обучват и да пренесват се што е ново на терените на младите дечиња. Како се викаш, од која екипа ни доаѓаш? Јас се викам Сергеј Стефановски, доаѓам од Биџу. Како што ми кажа, ти си капитен на оваа екипа. Дали е тешко да бидеш капитен и дали капитенот има малце повеќе одговорност од другите? Не е толку тешко, но мора да си поодговорен него другите. Како капитен, како ги спремаш ти своите играчи? Им држиш некој говор? Јас пробувам да дам голови, ама пробувам и да асистирам, не е само за мене. Дали често пати играш на вакви турнири? Еве, тука гледаш многу знамења, многу екипи од странство. Си играл против многу екипи од странство до сега? Не сум играл многу екипи од странство, али тука во близина и играл сум на многу турнири. Која позиција играш? Ја играм сред или десно крило. Пенали слободно изведуваш? Некад, али почесто другар ми. За кого навиваш во сениорскиот фудбал? Јас во сениорскиот навивам за Челси. За Челси, а што правиме утре ако Манчестер Юнайтед сака ти понуди договор? Кидеш? Најверојатно. Кико, јас слушнав дека ти си тој Кико, најакиот голман во Маџари. Вистина е тоа? Да. Другарите твои викаат дека си капитен. Стварно си капитен на оваа екипа? Да. Што е работа на капитенот во една екипа? Им држи говори, треба да ги спреми? Им вика, им збори. Ти им кажуваш, им зборуваш? Да, секако. Како се станува голман? Јас, например, кога тренирав фудбал, ја бев дефанзивен среднеред. Никогаш не сакав да бидам голман. Како ти текна голман да бидеш тебе? По татко ми одам. А кој ти омилен голман од сегашните голмани? Тер Штеген. Тер Штеген, значи за Барселона си? Да. А утре Реал Мадрид ако ти понуди договор, што правиме? Не знам. А Куртоа подобар ли од Тер Штеген? Не. Денеска со кого играте? Со Карев не првата. Очекувате да поминете во елиминации? Вајда. Дечки, добре дојавте. Прв пат сте во Скопје во Македонија на турнир? Да, ние сме на турнир тука в Скопје и идваме да спечелим. Со кого сте во група? Как беха те? Скопје, Скопје, но и да не знам другите. Очекувале ти да ја поминете групата? Тешка ли ви е? Не мислим. Може би само Скопје се потешки. Скопје е потежок одбор само и другото е леко. Така. Гледам дека сте од Бугарија. Дали бугарското првенство е тешко? Дали таму имате јаки утакмици? Да, Имаме няколку. 3-4.
Имаме няколко силни съперници, но се чувстваме комфортно там. И сме се един чувстваме од најдобрите одбори в Българија, да не кажем најдобриот. Така. За кого навивате во сениорски фудбал? За кого навивате во Бугарија, за кого навивате во светскиот фудбал? Ами аз съм в България съм за ЦСКА мъжки отбор, а в света съм за Барселона. За Барселона. Аз за Ливърпул и Левски. Ти? ЦСКА и Реал Мадрид. За Лацио никој не навива, само јас сум за Лацио. Левски и Ман Сити. Едно момче, което играе сега матч, той е от нашия отбор, друга група. Той е за Милан. И той е од Македонија, Ај сега да ја прашам, кој е подобар, Валери Божинов или Димитар Бербатов? Валери Божинов. Бербатов. Само ти си за Божинов, браво. И јас сум поиша за Божинов. Фала ви, дечки, имајте успешен ден денеска. Тренер, добро дојдовте на Илинден купот. Колку се важни овие младински турнири за децата, меѓутоа и за младите тренери и од аспект на спорт и од аспект на нови контакти? Добар ден најпрво. Овие турнири се многу значајни како за младите, така и за нас едно големо искуство. Ова ја мислам еден прв ваков добро организиран турнир во Македонија со многу екипи од странство. Денешниот натпревар не послужи среќата, изгубивме од екипата на Кожев, им честитам на противникот, се надевам во понатамошните надпревари че постигнеме подобри резултати и че се пласираме понатаму во следната фаза. Овој турнир има интернационален карактер, гледаме многу знамења на други држави, екипи од странство. Колку е важно да се челичат нашите деца и против противници кои доаѓаат надвор од Македонија? Јас кажав, тоа е многу важно. Ние како екипа, како градски фудбалски клуб Тиквеш сме учествувале и на многу меѓународни турнири во Грција, Бугарија, Луксембург, Германија сме биле, али јас пак ќе кажам, ова е прв ваков меѓународен турнир што се организира во Македонија, кај што има екипи од Романија, од Белгија, од Англија, од Бугарија и стварно сме горди што како клуб учествуваме на овој меѓународен турнир. Тиквеш често можеме да го видиме на турнирите во младинските категории. Дали тоа значи дека во овој клуб сериозно се смета дека овие деца еден ден ќе дојдат до сениорскиот фудбал и да бидат на услуга на својот клуб? Па да, Тиквеш се повеќе и повеќе прераснува во еден сериозен клуб каде што многу се инвестира во младите категории и се надевам дека ќе останеме континуирано на фудбалската сцена како една добра и стабилна екипа како во младинските категории, така и во сениорскиот тим. Кажи ми како се викаш? Андон. Гледам дека си капитен. Тешко ли е да си биде капитен на една екипа? Па не е многу лесно, тешко е малку. Што ти паѓа најтешко како капитен? Средината да играем, средина играм. Дали имаш поголема одговорност да ги мотивираш твоите другари, твоите соиграчи? Да. Да им кажам како да играат и да му наредувам. Вашиот тренер рече дека денеска за жал не ве послужила среќата, меѓутоа се надевам дека еве на наредата ќе видите утакмица поуспешни. Вака кога ќе изгубите се заборава брзо, одма мисли на следната утакмица? Да. И другата мора да победиме. За кого најваш во сениорски фудбал? За Тиквеш играм. Ама за кого навиваш од големите екипи, од Јувентус, од Барселона, од Манчестер? Од Реал. За Реал. За Реал Мадрид, кој ти е омилен фудбалер? Винисиус. Мислиш дека скопските екипи се подобри од вас или не се? Не. Ги победувате често? Да. Ги победуваме. Зошто баш Винисиус? Сите викаат Мбапе, тие што го памтат Кристијано Роналдо, само од тебе прв пат слушам Винисиус. Па многу се дрибла и игра добро. Ама ја мислам дека и многу паѓа. Да. Ти паѓаш ли? Не. Тешко. Тренеру, добродошли у Скопје, добродошли на Илинден куп, еден онлајнски турнир кој е добра прилика за успоставljање контаката измеѓу клубова из више земаља. Како се вама допада читава организација? Pre svega dobar dan svima, dolazimo iz Niša, iz Radničkog. Mi smo bili prošle godine sa jednom ekipom. Mogu da vam kažem da smo oduševljeni organizacijom, fair play, igrom i sve što ima, sve je na vrhunskom nivou. Tako da ja sam obećao Vlatku da ako ostanem trener doći ću ponovo i evo, hvala Bogu, to se i desilo. Јако е важно да ови клинци сад на овом узрасту успостављају и другарства ван терена, затоа што сутра не знамо пут где ќе да их наведе, може ќе да буду управо и саиграчи. Tako je, nešto najbitnije organizacija ovih turnira jeste druženje njih, jer oni su još uvek mali, najbitnije druženje i pored toga da prenesu znanje sa treninga što radimo, da prenesu na terenu ukoliko je to moguće.
Са младим играчима највише времена проводе нормално осим њихови родителја куќи и ви као млади тренери. Практично ви највише утичете сад на нив. Една ваша порука и младим играчима, меѓутим и вашим колегама, младим тренерима и родителима уедно. Прво, родителима да не журе, да буду стрпливи, да деца уче кроз игру, а не мора све одмах и сад. Доći će време. Најбитно да се развiju доброг човека, а после тога, ако Бог да буду и врхунски фудбалери. Колегама, као и мени, препоручуjem само stalne edukacije i da budemo na vrhunskom nivou, da jednog dana, dralje Bože, vodimo i neke seniorske timove. Тренеру, честитки, прв меч, прва победа. Како ви се чини турнирот организацијски? Добредојавте секако на Илинден купот. Турнир кој што е добар за децата и за младите тренери и за контакти, меѓутоа и од база на спорт. Да. Фала на честитките. Овде сме прв пат и навистина можеме да забележиме од самиот старт дека доста на едно високо ниво е организиран самиот турнир. Требаше лани да доаѓаме. Излезе некои работи дека не може да се поклопат со турнирот, така што ова година сме тука со 2013 и останати уште 3 генерации од Струмица. Така да верувам дека ова мислам дека е втора година веќе и се надевам дека ќе продолжи со истиот сјај да се организира и верувам дека од година на година ќе има се поголема масовност и верувам дека од година на година ќе има се подобри и подобри екипи. Колку е важно да повелите? Не само од држава, туку како што гледам има и од страна екипи доста добри. Верувам дека и така и ќе продолжи. Кога зборуваме и за екипите од странство, важно е секако за децата да воспоставуваат нови контакти, меѓутоа и младите тренери и клубовите да комуницираат меѓу себе. Па да, ние минатиот викенд бевме во Србија во Ужице на турнир. Доста нови пријателства стекнаа и самите деца и ние како тренери доста комунициравме и со останатите тренери, контакти сменавме. Овие турнири се исто така добри и за децата. Знаеме сите тие детски лиги како се кај нас, приватни клубови го нема тај квалитет како на турнирите, така што мислам дека и доста добро е вакви турнири да има се повеќе и да бидат се почести. Фала ви. Ти сметам? Кажи ми прво како се викаш и која позиција играш? Се викам Матеј Тренов и играм назад. Назад. Назад, те пуштаат некојаш напред да те проверат дали знаеш гол да дадеш? Не. Не те пуштаат, а барем пенал или слободен да шутнеш, ти даваат ли? Понекогаш. А кажи ми за кого навиваш во сениорскиот фудбал, ако ја тргнеме Брера на страна? За Реал Мадрид. А ако дојде утре Барселона ти понуди договор, што правиме? Ќе го прифатам. Ќе го прифати. Брзо го продаде Реал Мадрид некако, после 2 прашања толку беше од Реал Мадрид. Јас сум за Лацио, за Рома никогаш не би можел да играм. Кажи ми, дали е потешко да се игра против екипи од странство, доколку до сега си играл, или против домашните ривали од Македонија? Против екипи од странство. Потешко. Си играл на многу турнири против странци до сега? Па да. Кој е подобар, Горан Пандев или Владко Гроздановски? Горан Пандев. А Горан Пандев или Кевин Де Брујне? Пандев. Знаеш што да одговориш. И уште едно прашање за крај. Дали се скопските екипи подобри од струмичките или Струмица е Струмица во фудбалот? Струмичките се подобри. Добре дојдовте на Илинден куп во Скопје, во Македонија. Како ви се чини целата организација и од спортски аспект, меѓутоа и од ова што го гледаме од страна во поглед на екипите кои се присутни? Здравейте од мен, јас сум тренер на фудбал на школа спорт Виваш Сандански од Българија. За прва година участваме в турнира Илинден Къп. Това, което виждам като терен и като организација на много високо ниво, много стойностни отбори и всичко като организација е на ниво. Децата така се радват, така изиграхме първи матч с Македония Георги Петров, до сега не сме играли с тях. Втория матч играем сега срещу Партизан, все стойностни отбори. Така че за децата става един празник хубав до неделя, всичко е на много високо ниво. За децата е многу важно освен да играат фудбал и да се дружат, меѓутоа и за вас тренерите да воспоставувате меѓу себе контакти. Абсолютно да, не търсиме всеки матч при победа. Важното е така децата първото, което е да ги учим на правилен футбол, второто така да създават контакти между деца, между отбори, което е много важно за тях. И така, пак казвам, като организация всичко е наред. Хвала ви, благодарам. Да. Може.
Како се викаш и која позиција играш? Отзад централен защитник. Те пуштаат да шутнеш пенал или слободен удар некојаш? Да, И погодуваш ли? да. Кара ли го? Как се казваш? Кај си? Аз се казвам Георги Стојанов Драмов и вкарах един гол днес. Ако ти побара утре некој автограм, не, името на крај го кажуваш, а автограм го ти побара, тоа прво се кажува. За кого најваж во Бугарија? Да тренираме, да всичко като цяло. Кој ти е омилен клуб од бугарските клубови? Левски София. Значи не ти е ЦСКА. Ама кого и да прашам, сите викаат Левски или ЦСКА, него Лудогорец не го сакаат баш. Не, изобщо. А што правиме што одам на Лудогорец само титули освојува? Да, не знам как става това. Кај таа година сме Левски. Таа година е Левски, да. Значи мислиш дека Валери Божинов е подобар од Димитар Бербатов? Не знам, аз така мисля. И јас така мислам. Се дружиш ли тука со многу другарчиња на твоја возраст фудбалерчиња? Запознали од кога си дојден? Да, запознахме се с доста българи от София и от други градове. И като цяло е много приятно тук.